Сакам да ве информирам дека од денеска и независните синдикати се заедно со генералот да дадеме подршка. Ние повозрастните се сеќаваат. Ова зграда во 1997 година исто така дојдовме во поголем број. И тогаш, ако ме држи добро памтењето, овдека беше господјата Мирјана Димовска, ако не се лажам. Кога влеговме внатре, не запраша зошто сте дојдени и зошто протестирате. Господине Петрески, ние сме денеска дојдени овдека исто како и 97 година. Бараме демократија, бараме слобода, бараме македонскиот граѓанин да се ослободи од стегите. Јавно ќе ве запрашам, ако за овие бомби имате забрана од јавното обвинителство, зошто нашите пресконференции, каде што сакаме да информираме јавноста во каков срам, беда, мизерија и сиромаштија живее, ние преку нашите пресконференции сакаме да информираме македонската јавност дека македонскиот граѓанин од ден за ден мисли како да преживее. Сакаме да информираме македонската јавност како за 1000 денари извршителите немилосрдно собираат арачи по 10.000 денари. Сакаме да информираме македонската јавност дека македонскиот граѓанин ова повеќе не може да издржи. Тоа ние сакаме да информираме. Меѓутоа бараме одговор од вас зошто нашите пресконференции не ги објавувате. Дали и за нив имате забрана од јавното обвинителство, може би од други органи. Меѓутоа во право се, зашто незадоволниот граѓанин, незадоволниот работник во Македонија е најголемата бомба што не експлодирала, а што ќе експлодира во секој момент.